Моите дојдоа во Америка без ништо. Татко ми не беше министер, мајка ми не работеше во кабинет на премиер. Работеа во фабрика по 2 смени за да можат да ни овозможат подобра иднина. Татко ми почина од рак кога бев 16 години и мајка ми сама мораше да ме истера на прав пат. Не добив стипендија од владата на Македонија, туку само $500 од полска црква, оти мислеа дека презимето Коловски е со полско потекло. Се сочува македонскиот народ со историска одлука. Дали ќе продолжиме Столтенберг, Помпео, Меркел, Меј, Курц и други да не стават на колена и да се молиме за парче леп? Или ќе се исправиме како нација и ќе ја земиме иднината во наши раце? Лидерите во Македонија се тактизираат со одлуките, ве лажат и ви се закануваат дека Македонија ќе остане изолирана, ако не го промени името и ако не стане член на НАТО и ЕУ. И јас сум за НАТО и ЕУ, но не сакам да бидам на колена цел живот и да бидам уценет. Има примери на успешни држави кои не се членки на НАТО и ЕУ. Проблемите на Македонија нема да се решат со членството во НАТО и ЕУ. Проблемите ќе се реша кога ќе се фатиме за работа и ќе ја направиме Македонија правна држава, држава каде не треба татко ти да биде министер за да добиеш стипендија или па работа, каде ќе се намали корупцијата, каде државата ќе вложува пари во здравството, образованието, особено во младите и иднината на Македонија, а не во скапи коли, вили во Грција, статуи и непотребни референдуми. Одлуката е повеќе од јасна и на 30 септември има само еден одговор – бојкот. И да се фатиме за работа да ги решиме домашните проблеми заедно, а не топката да ја префрлуваме на другиот или комшијата. Бојкотирам. Бојкотирам на 30 септември. Придружините се.